Секој годината која изминува ќе ја памети по нешто што му се случило на личен план, но со своји желби и очекувања влегува и во новата 2024 година. Ги прашавме граѓаните како гледаат на 2023. И внуката ми тргна прво оделение и другата веќе е голема, сите здрави, живи, среќни. 2023 година на личен план не беше многу лоша. Реализирав доста проекти како на личен домашен, така и на професионален план. Мојот ангажман на факултетот за туризам и гостителство како професор, тековните проекти кои што ги работиме со неколку универзитети од странство, Ирска, Франција, Шпанија. Пошто ќе ја паметам по многуте војни. Навистина, војната во Украина, војната на Израел со Палестина, во Газа, така, по лоши работи ќе ја паметам. На личен план ви се случиле нешто убаво, ќе ја паметале по нешто позитивно? Беше убаво времето, одев на плажа, преубаво беше, си поминав. По негативни работи. Јас сум пензионер, знаеме што се направи со штрајковите на пензионерите. Што друго да кажем? Све надолу е работала, не никако нагоре. Со минимални плати, пензии ствари. 6 души дома. Па успешна година во фудбал ќе ја паметам 2023. Да. Во Караварман Струга. И убава испоминавме година. Перикетна година. Фала Бога, здрави, живи. На личен план се случи, па бизнис планува се случи. Работиме со дропшопи. Па било е пуно осцилација и горе и доле, али памтим само добри ствари. Десило ми се сад, у тренутку, упознала сам господина. Тако, тоа е лепа ствар. Што ке паметам, дека многу убаво поминав и дека многу убаво беше и знаеш, јас сум од Канада, си дојдов в Македонија, сега со браќата ми си шетаме. Најбавото што ми се случи ова година е што дојдов тука во Охрид, значи. Нашиот живот таму е многу сафатен, со обврски, така да сепак би го издвоила ова тука и дајнето во Охрид. Сме од Канада, од Торонто. На личен беше многу тажно за мене. Меѓутоа, вака, со големо задоволство пика после многу години во странство. Неам збори да кажам колку е убаво да видиш дома. После 30 години од Австралија. Годината која доаѓа, очекувањата се да биде поуспешна, но и да има мир во светот и подобри економски услови за живот. Тежнење на зголемување на бројот на студенти на факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Па е голем нешто. Не само за нас, како фамилија, него за сите во Македонија. Секој пат во животот сум бил оптимист. Кои се твоите очекувања 24-та? Сакаш да заграш можеби за некој друг клуб? Да. Во прва лига негде планирам, ама здрави ќе видиме. Ако ме побаре негде и така. Па бар упола добра као ова да буде. Појќе, знаеш, појќе пари, појќе све, појќе со фамилијава, со браќата ми да си излегвам и само за убо. За 24-та очекувам дека ќе биде многу подобро. Не знам. Не знаеме како ќе биде, ама се надеваме дека нешто ќе направи народот со својата земја. 2023 македонските граѓани ќе ја паметат и понискиот животен стандард, порастот на инфлацијата и зголемувањето на цените на основните прехранбени производи. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.